Тука сме за да сме одново собрани во љубовта на Бога и во кого? Во Христа. Се е од Него, преку Него и за Него. Значи, не сме на караоке шоу, не сме во дискотека, не сме во меана и не пееме песни кои што се джингерлак. Пееме прославителни песни, кои што му даваат слава на Бога. Вие знаете дека на овој ден прават 300 сатанистички, окултистички работи во светот и едноќна вештерки го спроведуваат и во нашата култура. Ние не можеме да се бориме и не сме повикани да се бориме против крв и месо, туку против злите сили под небесните простори. Против сите тие сатански упоришта. Таа борба веќе ја извојува Господ Исус Христос за секој еден од нас. И ние имаме победа кога веруваме во Него и кога чекориме со авторитетот во името на Господ Исус Христос. И оно што е многу важно да знаеме, дека кога го славиме Господа, тоа е посилно од атомска бомба која што се случува на земјата. И кога го славиме Господовото име, кое е над секое име, се рушат сите сатански стратегии и сите нечисти дела на нечестивиот. Затоа велам да го славиме грлато, од срце, не во смисла, славењето не доаѓа јачината на славењето од гласноста на нашето пеење и славење на Божјото име, туку доаѓа од целосната предаденост да го прославиме и да му се поклониме. Затоа сме тука. Ова славење на Господа воедно е духовно војување и моментално сме на духовна воена операција. Слава на Господа, што за нас тоа е радост, сила и обнова. Халелуја. Ајде да кренеме рака нагоре и да погледнеме со духовните очи кон третото небо и да кажеме: Татко небесен, колку си милостлив, чудесен, свет и праведен и нема друг како Тебе. О, Господи, Ти оддавам слава и чест во името на Твојот Син Исус Христос, мојот Господ и Спасител, кој што Ти го пожртвува за мене, за моите браќа и сестри и за целото човештво. Крвта на Твојот Син е врз мене, ме покрива, ме измива од секаков грев, ме очистува, ми ги прости гревовите, ме оправда, ме освети, ме оддели за Тебе. Со Твојата крв, Господи, со Твојата праведност, Исусе, еве, доаѓам при Тебе, Господе. Господе, ми требаш. И јас копнеам за Тебе. Копнеам повеќе за Тебе отколку за било кое богатство на овој свет. Копнеам за Тебе повеќе отколку било кој пари, луксузи и задоволство до овој свет. Копнеам за Тебе, Господи. И во тој копнеш некогаш и паѓав и се оладував и грешев. Но сега одново сум тука каде што Ти ме повика. Верувам дека се благословивте еден со друг и зошто тоа е важно. Вели, ако некој исповеда дека Исус е Син Божи, Бог останува во него и тој во Бога. И ние ја запознавме и веруваме во љубовта која Бог ја има кон нас. Бог е љубов. И кој останува во љубовта, останува во Бога и Бог останува во него. 1 Јованово 4 глава 15 и 16 стих. Што разбираме? Знаеме дека љубовта не завидува, дека љубовта не мрази, дека љубовта не е лицемерна, дека не возвраќа на злото. Знаеме каква љубовта сме читали од Коринтијани. Ја знаеме таа љубов и знаеме дека таа е Божјата Исусова љубов преку која се познава кој сме на вистина. Таа Божја љубов доаѓа во нашето срце преку Светиот Дух. Знаете, и вчера зборував за тоа, Римјани 5 глава 5 стих. И со таа љубов Божја ние сме должни да си служиме и меѓусебно едни на други, но исто така и на луѓето кои што не ја познаваат Исусовата љубов и можеби ни е тешко да ги сакаме. Тоа е многу важно да го имаме во предвид и да знаеме дека Бог е љубов. Но знаеме дека Бог е свет,
дека Бог е праведен, дека Бог е семоќен, апсолутен авторитет на се што постои на цел универзум. И нема друг како него. И тој се створил. И нема ништо што тој не знае, се знае. И кога ние знаеме дека тој е еден и единствен алфа и омега, тогаш треба да знаеме дека сета заслуга, сета слава и чест само на него му припаѓаат. Амин. На Бога Таткото, Творецот на се, му се оддава слава кога го прославуваме името на неговиот Син Исус Христос, кој што го пожртвува за нас и е наш Господ и Спасител, кој што умре на крстот, беше погребен, на трет ден воскресна, а потоа се вознесе и седна од десната страна на престолот на Бог Таткото. Амин. Но оно што е важно да сватиме, ако веќе Бог ни се објави преку Исуса Христа и во целост го запознаваме и ја вкусуваме неговата добрина, неговата љубов и неговите скапоцени ветувања кои што преку Христос ни се дадени, да ги живееме, тогаш важно е да отстапиме од сето она во нашиот живот што е идолопоклонство. Било тоа да се пари, било тоа да е углед и слава, било тоа да е некаков друг стремеж светски. Едно е да си амбициозен, но тоа е во текот на развојот. И во текот на твојот духовен развој ќе сватиш дека сите дипломи да ги имаш, не си ништо не ти ползува ако ја немаш љубовта на Исус и ако не го познаваш живиот Бог. Сите пари да ги имаш исто така, џабе е, попусто е. И да си најздравиот и најжилавиот човек, твоето тело повторно ќе се распадне. Затоа не треба да се има ниту култ или идол кон телото, кон убавината, кон надворешните нешта, кон парите, кон славата и така натаму и материјалното. Сето тоа што Бог ни го дава и ние го ползуваме. И тоа е благослов од него. Но благословите не се поголеми од оној што не благословува, тоа е Бог. Запамтете го тоа. Глас ли имате за пеење, талент ли за цртање, некој друг да работи, некој друг да прави, да врши нешто. Сето тоа не е поголемо од Бога. И сето тоа вас не ве прави Божји деца. Вас ве прави Божји деца тоа што Исус го направи за секој еден од нас на крстот. Амин. И никој не може да заслужи да биде Божјо дете и да биде спасен со собствен труд. И ова не го заборавајте. И не заборавајте дека ништо не сме да биде предмет на обожување, на обсесија, на поклонение во вашиот живот. Без разлика дали е тоа работата, дали е љубовникот, дали е мажот, жената, дали е детето, дали е кариерата, дали е славата, дали е професијата, дали е факултетот, дипломата и така натаму. Ништо од тоа не сме да биде на прво место, бидејќи секогаш престолот му припаѓа на Господ Исус Христос. Амин. Ова значи, ако имате некој идол, вие си знаете, да се покаете. Да се покаете за секој идол. За секој момент кога сте се клањале на светец или светица, бројаница, молитви, дрнјариња и така натаму, глупости паганистички, сето тоа фрле од твојот живот и од твојот ум и од твоите навики. Тоа не е дел од вас. Немојте да живеете лицемерно на два стола. Тргнете го тоа, дури од шкафовите ваши. Дури од подрумот ваш, дури од таванот, сите джемпери што се стари и баени, сите икони, сите везови, гоблени со ова, со она, тргај тоа све од себе. Живеј чисто, во кое што чистото те повика, живи од Господ. Живе во таа светост и тоа се постигнува со водство од Светиот Дух. Не живите како светот. Не се држете за материјалното и за тоа што го поседувате. Тоа само моментално што имаш, сега што имаш, тоа е, а и тоа не ти треба во Царството Божјо. Исус доаѓа и гледа што имаме во нашите срца. Стиснати ли сте? Не смеете да сте. Исплашени ли сте? Не смеете да сте. Загрижени ли сте? Не смеете да сте. Какви треба да сте? Радосни во желно очекување на живиот Бог, Господ Исус Христос. Алелуја. Во Словото вели во 1 Петрово 1 глава 3 до 9 стих. Благословен е Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не прероди преку воскресението на Исус Христос од мртвите,
за жива надеж, за наследство што не пропаѓа, чисто, кое не свенува, запазено на небесата за вас, кој Божјата сила преку верата ве сочувала за спасение, приготвено да се открие во последното време. Затоа радувајте се, макар што може би сега ќе треба малку и да тагувате поради разновидни искушенија. Та вашата вера испитана да излезе подрагоцена од нетрајното злато, кое сепак се испробува преку оган, за пофалба и чест и слава, кога ќе се појави Исус Христос, кого го сакате иако не сте го виделе, и во кого верувајќи сега, а не гледајќи го, се радувате со неискажлива и славна радост, примајќи ја крајната цел на вашата вера, спасението на душите. Амин. Вчера, кој што слушаше од вас за беседите, слушнавте дека повикот е исто така да бидеме и понизни, затоа што Бог се противи на горделивиот поглед, да немаме превисоко мислење за себе си отколку што треба. И ова е многу важно да го имаме при себе. Да знаеме дека сепак свитканите колена и понизното срце треба да ги вежбаме постојано и да се преиспитуваме дали навистина сме возгордеани, било религиозно возгордеани, било во професија или во било која област. Да бидеме секогаш понизни. А како ќе знаеме дека сме понизни? Така што не го бараме своето и готови сме први да истрчаме и да помогнеме доколку некој има потреба од било што, без да ни е грижа и како изгледаме и како во каква ситуација се наоѓаме и слично. Оно што сакам да ви го споделам е тоа дека сите ние треба да сме свесни за милоста на Бога, дека е поголема љубовта и милоста на Бога отколку нашите слабости. И кога сме секогаш покриени со крвта на Исус, Бог гледа кон нас како на свој чеда, бидејќи покриени со Исусовата крв сме оправдани и Бог не гледа како веќе оправдани негови деца, а не на нашите слабости. Но тоа не значи да живееме неодговорно и свесно да одиме во грев. Туку и ако сме направиле такво нешто, да се покаеме одново и да останеме со стравопочит и љубов кон Бога. Амин. Ова е тоа кое што сакав да ви го споделам уште од утрово, но исто така сакав да споделам следното. Телото Христово знаете дека е невестата, за кое што Исус доаѓа. Глава на невестата или глава на Христовото тело е самиот Господ Исус Христос. Кој ќе каже амин? Амин. Невестата треба да оди во покорство на повикот кога ние го исполнуваме тој повик од Бога или откликнуваме на она што Светиот Дух не повикува да го вршиме. Амин. Е сега, што вели Духот? Духот вели вака. Читам од Откровение 22 глава 17 стих. И Духот и невестата велат дојди. И кој ќе чуе нека каже дојди. И кој е жеден нека дојде, и кој сака нека земе од водата на животот дарум. Божјата намера не е исполнета ако само Светиот Дух вели дојди. Пазете внимателно. Не е Божјата намера исполнета ако само пасторот вели дојди. Бог чека целото Христово тело заедно со Светиот Дух да викне дојди. А тоа ќе се случи само кога Духот ќе го постигне тоа заедно, ќе го постигне своето со невестата Христова. Така да не само Духот да вели дојди, не само пасторот да вели дојди, туку целото тело Христово треба да викне дојди Господе, дојди. Кој ќе викне? Дојди Господе, дојди. Алелуја. Дојди Господе, алелуја. Слушнете го Словото Божјо, вели вака. Бидејќи се јави Божјата благодат спасителна за сите луѓе, таа не учи да ги отфрлиме нечесноста и похотите од овој свет, честно, праведно и побожно да поживееме во овој век, да чекаме да се исполни блажената надеж и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Исус Христос, кој се даде самиот себе за нас, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Амин. Тит, 2 глава 11 до 14 стих. Амин. Слава на Господа. Словото Божјо јасно ни кажува каков живот треба да живееме. И сите ние сме Божји избраници по милост на Господа. Не заборавајте да не се истакнуваме себе си, ако Господ ни дал дар,
нека да се служиме со тој дар едни со други. Ниту еден не е поголем. Секој еден од нас е возљубен од Бога. И затоа сме должни едни со други да се љубиме. По примерот на Исуса Христа. Ви зборував и на првата тема и на последната во врска со тоа да немате превисоко мислење ниту за мене. Затоа што сите ние треба да сме зависни од главата, а главата е Господ Исус Христос. Тоа е многу важно, да не се прави идол, да не се прави обожување на човечки лик, да се нема зависност од човек, туку зависност од Бога. Сега бидејќи се помиривте, се благословивте, ја вкусивте љубовта и добивте поттик за покаяние. Сега веќе во љубовта, како што вели Оливер, кога се измирени сите, има дух на единство. И така е, дух на единство има кога сме помирени, кога забораваме се. Затоа што и Бог вели, ќе ви простам и нема да си спомнувам за вашето беззаконие, штом се покаете и исповедат. Значи Господ, кога ќе не погледне, веќе нема да гледа на сите тие пропусти кои што сме ги имале. Тоа е огромна милост кон нас. И бидејќи веќе сме свесни, веќе сме тука и веќе сме во единство и веќе нема бариери, нема зидови, нема ништо што е пречка, сега сме спремни да пристапиме кон Господова спомен вечера. Додека се подготвуваат, потикнувам во заедничка молитва. Покајничка молитва. Можете во себе да ја повторувате, јас ќе водам, но секој како чувствува. Татко Небесен, кој што се знаеш и се моќен, кој што си творец на се што трепери и дише. Во овој час ти се обраќам со искрено срце и совест, отворена без принуда. И искрено ти велам, татко, жал ми е за се што вршев против твојата волја, што избрзував некогаш за да направам добро нешто, правев глупост и грешка. И со устата избрзував и со постапките. Научив дека не секогаш е добро да се избрза и да се истрча. Најдобрата мудрост е и одлука е прво тебе да те чујам, ти да ме водиш, ти да ми покажеш, па потоа да врвам. Господи, во овој момент ти се обраќам и велам, жал ми е за сето она што не го извршив по Твоја волја, а и за се што вршев против Твојата волја. Во овој момент се кајам за секој греф што го извршив со помисла, со лоша намера во срцето, за секој греф што го извршив со збор, со помисла, со уста, со постапка, со тело, со очи. Господи, се кајам за секој греф. Прости ми и дај ми сила преку Светиот Дух да не грешам повеќе. Јас верувам во Твојот Син Исус Христос, кој што го даде и е пасхалната жртва, жртвеното јагне, кое што се даде за гревовите на овој свет и за моите гревови. Верувам дека Исус Христос беше распнат на крстот и заради мене и заради моите гревови и беззаконија и висејќи на дрвото стана проклетство за мене, земајќи го проклетството што беше врз мене, бидејќи јас не го почитував законот и заработив проклетство. А пишано е кој виси на дрво проклет да е. Ти висеше на дрво, Господи Исусе Христе, станувајќи проклетство заради мене, земајќи го проклетството од мене, правејќи мене јас да бидам благослов. Верувам дека на телото Твое ги понесе моите болести, ги зеде врз себе моите болки. Преку Твоите рани ние се исцеливме. Верувам дека ја пролеа Твојата света крв, со која што ме искупи од раката на ѓаволот, со која што ми ја изми совеста од дела што водат во смрт, за да му служам на живиот Бог. Преку Твојата пролеана крв, Исусе, ме оправда, ме направи праведен како никогаш да не сум грешал. Со Твојата крв ме освети, ме направи свет, ме оддали за Бога. Ти благодарам што преку Твојата крв ми ги прости сите гревови. Сите гревови. И ми даде нов завет со Бог Таткото и пристап до светината на светините. Фала Ти, Господи Исусе Христе,
што Твојата крв го исчисти, освети, искупи моето тело во целост. Го исчисти, го искупи, го откупи моето тело, кое што Ти го направи храм на Светиот Дух. Затоа ѓаволот нема место во мене, ниту сила над мене. Твојата крв, Господи Исусе Христе, сега и во овој момент зборува во Божјото присуство, во моја полза, за кое што Ти благодарам. Верувам дека умре на крстот, беше погребан и на третиот ден воскресна. И мене ме воскресна. Ме направи Божјо дете по милоста Твоја. Ме посини, ме запечати со Светиот Дух за денот на избавувањето. Твој сум, Господе. Твој сум, Господе. И Твоето име кој над секој име го издигнувам сега, Господи. Фала Ти, Господи Исусе Христе. Фала Ти, Господи Исусе Христе. Сега Ти благодарам што со Твојата љубов простувам на сите браќа и сестри, на сите што ми повредиле. Простувам и на себе си. И Твојата љубов победи во мене. Со благодарност пристапувам кон Господова вечера. Господе Семоќен, Ти си животодавниот леп. Сега го примам овој леп што го представува Твоето тело, кое што се скрши за животот на светот и за мене. Примам за целовитост на моето тело и исцелување на моето тело, зашто Ти ги понесе на себе моите болести и слабости, ги зеде врз себе и преку Твоите рани ние се исцеливме. Примам за целосно исцелување со благодарност. Оваа чаша е чашата на новиот завет во Твојата крв, која што се пролеа за простување на нашите гревови, Господе. Сега ја примам со благодарност и Ти благодарам, Господе, што ми ги прости сите гревови. Примам во името на Исус. Фала Ти, Господи Исусе Христе. Твоето име го прославувам, кое над секое име, и во Твое име му оддавам слава на Бог Таткото Небесен. Халелуја! 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 Во Словото пишува, Тие го победија со крвта на јагнето и со Словото на Своето сведоштво. Тоа што крвта Исусова го направи за нас, го објавуваме како свое сведоштво. И тоа е контранапад, а и одбрана за сето она кое што ѓаволот го прави и сака да го прави. Не може да го прави кога објавуваме она што крвта Исусова веќе го направи за нас. Соодветно, нема право ни да боцка, ни да кружи, ни да ржи, ни да лаже, ни да плаши. Нема право да стави шепа на вас, зашто кога Господ Исус Христос ве откупи, не ве откупи, не откупи со злато и сребро, туку со неговата скапоцена крв. Со неја сме искупени и му припаѓаме на Господ со се тело, дух и душа. И нашите тела ги предадовме и ги предаваме на Божјиот олтар. Бог има целосно управување и над нашиот живот, и над нашето тело, срце, дух и душа и разум во целост. Амин. Во овој период, додека сме во очекување Христос да не грабне, кое што е веројатно многу близу, наблизу и го чувствувате сите и во духот и во срцето, и не треба да се плашите како ќе биде. Ќе биде радосно и затоа со радост очекувајте го тоа, затоа што ќе биде крај на сите ваши грижи, на сите неизвестности и на сето оно што е празнина во вас. Христос во целост ќе не докомплетира и исполни преобрази и обнови и на сето оно што беше болест, страв, грижа, страдање, отфрленост, траума, на сето тоа веќе му е крајот дојдено. Господ има совршен план за секој еден од нас и ние треба со радост да го очекуваме. Ако мислиме за луѓето околу нас и ни стало, не им купувајте станови и куќи, не им поклонувате кармини, не им поклонувате помади, туку поклонете им нешто што е важно и што носи можност да влезат и тие таму каде што Бог и вас ви обезбедил место. А тоа е, споделете им ја радосната вест. Бесплатно ја примивте, бесплатно давајте ја. Раскажете за Исус, да поверуваат во Него и да се спасат. На тој начин најдобро сте се погрижиле и за сите оние за кои што ви стало. Тоа е тоа кое што треба да го вршиме и наша должност е да ги разгласуваме делата Господови. Амин. Верувам дека
секој еден од нас го има тоа исчекување внатре и му репери душата и верувам дека на вистина Духот и заедно со невестата велат: дојди Господе, дојди. Алелуја, амин. Охрабрете се, не заборавајте, не го заслужувате вашето место во Царството Божјо преку добри дела и постапки, но откликнувањето на Божјиот повик да сме негови, значи да бидеме плодоносни и сепак да ја шириме радосната вест. Амин. Исто така, како што спомнувам во изминатиот период, внимавајте што зборувате, зборувајте го исходот. Зборувајте го решението, а не проблемот. А решението на сето ова и на овој свет и на државава и на сите власти е Исус доаѓа. Алелуја. Исус доаѓа да не грабне. Така е, слава на Бога. Фала ти Господе. Фала ти Господи Исусе Христе што сме сведоци на твоите чуда, на твојата милост, на твојата љубов. Врз секој еден од нас што ја излеваш твојата благодат, врз секој брат и сестра и врз целата црква. Господе, заштити ги сите христијани, води ги по твојот пат со Светиот Дух. Зачувај не сите, додека да дојдеш ти да не грабнеш сите нас. Те молиме за спасение и на Македонија, да има власт со страхопочит од Тебе, која што ќе исполнува Твојата волја. Те молиме, Господе, и за Израел, за спасение на Израел и да се шири Евангелието навсекаде. Фала ти, Господе, што ни ги очисти и очите на срцето, за да гледаме колку прекрасно си не благословил и да ја гледаме Твојата убавина и Твоите благослови врз секој еден од нас, врз сите нас. Те љубиме, Татко Небесен, во името на Исуса Христа и ти благодариме за ова прекрасно заедништво што сега го имаме. Амин. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Слава на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Алелуја. Дали сте радости во Господа? Дали сте во љубовта Негова? Дали го сакате Бога? Дали вака ви инспирира од внатре да пеете, да пишувате, да го славите? Побрзајте, затоа што Христос доаѓа. Алелуја.